Со воени почести и полагање венци на партизанските гробишта и на вечните почивалишта на поранешните преседатели Борис Трајковски, Киро Глигоров и генералот Михајло Апостолски, започна одбележувањето на 18 август, денот на армијата. Министерот за одбрана Владо Мисајловски и делегации се поклонија пред борците, кои ги положија своите животи за слободна и независна Македонија. Кон секој предизвик пристапуваме од исто стојалиште и иста перспектива. Носиме одлуки кои ќе не направат посилни. Се подражуваме во секој момент и за доброто на секој војник, подофицер, офицер и вработен во армијата. Резултатите од вложеното се видливи и тие се потврда дека се движиме во вистинска насока. Напише на социјалните мрежи министерот Мисајловски, посочувајќи дека сите вработени во одбраната ќе бидат соодветно вреднувани. Со воени почести 34 години од развојот на армијата во самостојна и суверена Македонија беа одбележани во Штипската касарна Јане Сандански. Нашата должност е јасна, да ја браниме татковината, да го чуваме незинот суверенитет и територијален интегритет и како одговорен член на НАТО да принесуваме кон заедничката безбедност и стабилност. Нека ни биде водилка традицијата на генерациите пред нас, а иднината нека ни биде мотив да бидеме уште подобри. Од учество во мисиите на НАТО до помошта дома, армијата ја покажува својата подготвеност на дело. Во изминатиот период гаснеа пожари, помагаа при природни непогоди и им беа подршка на институциите по трагичниот пожар во Кочани. Вечерва во 19 часот во касарната Илинден во Скопје ќе се изврши почесна артилериска средба, додека утре во кампот за обука на вода во Охрид, во присуство на највисокиот воен и државен врв, ќе се одржи централната манифестација по повод 18 август, денот на армијата.